Во ова издание на Newsflash ке гледате. Русија денес соопшти дека дел од незините сили распоредени во близина на Украина ќе се вратат во своите бази по завршувањето на воените вежби. Новата произведена вакцина против COVID-19 ќе биде дистрибуирана до земите со низок и среден приход. Ќе ве запознаеме и со сликарката од Украина, русинка по потекло, а живее и работи во Скопје. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чанаумовски. Русија денес соопшти дека дел од незините сили распоредени во близина на Украина ќе се вратат во своите бази по завршувањето на воените вежби. Во изјавата портпаролот на Министерството за одбрана Игор Конашенков рече дека вежбите ќе продолжат, но дека некои единици ги завршија своите вежби и почна да се враќаат во базата. Движењето на војниците не можеше веднаш да се потврди. Соопштението доаѓа во време на голем број дипломатски напори да се спречи руска инвазија на Украина. Германскиот канцелар Олаф Шолц денес отпатува за Москва за да разговара за руско-украинската криза со рускиот претседател Владимир Путин, откако Германија повика на мирно решавање преку диалог. А од останатите вести. Новата произведена вакцина против COVID-19 има за цел да биде дистрибуирана до земите со низок и среден приход, каде што пристапот до вакцини заостанува за донај на побогатите земји. Но не е јасно каква улога ќе одигра во пандемијата. Новата вакцина, развиена на медицинскиот колеж Бейлор, е 90% ефикасна против оригиналниот коронавирус и 80% против делта варијантата. Се очекуваат и податоци за Омикрон. Вакцината е исто така ефтина, стабилна во фрижидер и лесна за производство во земите за развој, вели лидерот на тимот доктор Питер Хотес. На списокот на проверка сите полиња се исполнети потребни за глобалната здравствена вакцина. Хотес и колегите ја користе истата стара испробана технологија за развој на вакцини против запоставени тропски болести, оние за кои големите фармацевски компании се помалку заинтересирани, бидејќи тоа е она што е најдостапно за производителите на вакцини во земите со низок и среден приход. Поради тоа бев толку обесхрабрен на почетокот на пандемијата, кога сите се фокусираа на новите технологии. Знаев дека тоа ќе биде проблем. Побогатите нации вложија пари за правење вакцини со нова технологија. Сега околу 80% од луѓето во земите со повисоки приходи се вакцинирани, за разлика од околу 10% во земите со низок приход. Хотес и колегите ја прават својата вакцина достапна, без патенти и секој ќе може да ја користи. Индиската влада неодамна ја одобри вакцината, а индиската компанија Biological E произведува стотици милиони дози месечно под името Corbevax. Компании во Индонезија, Бангладеш и Ботсвана исто така планираат производство. Но не е јасно како Corbevax ќе функционира против варијантата Омикрон, вели експертот за вакцини од Универзитетот Џон Хопкинс доктор Вилијам Мос. Вакцините Sinopharm и Sinovac се постара технологија. Тие не работат добро против Омикрон. Имат многу намалена ефикасност на вакцината. Глобалните резерви на другите вакцини се подобруваат. Програмата COVAX, поддржана од Обединетите нации, неодамна ја испорача својата милиарда доза. Големите производители на лекови ветуваат уште милиарда дози оваа година. Влегуваат и други нови вакцини на пазарот. Но ако се спротистави на сите варијанти, ефтината вакцина како Corbevax сепак ќе биде корисна, бидејќи COVID-19 ќе биде со нас и во годините што доаѓаат, вели Мос. Мислам дека токму овие вакцини може да играат важна улога во иднина. Експертите велат дека редовното вакцинирање против повеќе видови на COVID-19 може да стане пракса. Колку помалку чини, толку подобро. Сестрите Мекаскил користат знаковен јазик како и говорен англиски јазик. Тие се во првите редови на напорите за поддршка на други глувонеми академци да продолжат со високото образование. Приказната ја донесува Марша Джеймс. Hello. I'm Dr. Angela. Здраво, јас сум доктор Ангела Мекаскил и сум првата глувонема жена афроамериканка која докторирала на историја на Универзитетот Галодет. I'm Dr. Carolyn McCaskill. Јас сум доктор Керолин Мекаскил и сум втората црна глувонема жена која докторирала овде на Универзитетот Галодет. Направивме историја. Обете сме од Мобил, Алабама и во Горен Малборо, во Мериленд, живееме последните години. So I became deaf
Глувонема сум од 13 години. Забележав дека слухот ми опаѓа. Тоа беше проблем на училиште, но секогаш седев во првите клупи да не пропуштам нешто. Имав и туторство, што помогна да функционирам добро. Сакам да му порачам на светот дека сме луѓе исто како и вие. Интелигентни сме, имаме знаење, вештини, способности. Прифатете не какви што сме, вклучете не. И не правите да се чувствувам невидлива. Глувите луѓе можат да прават се, освен да слушаат. Се согласувам. Се што сакаме е да сме прифатени. Со верба и упорно се може се, нели? Децата во районот на Донбас во Украина веќе се раѓаат и растат со страф од војна. Ова го истакнува уметницата Снежана Мелник, која е русинка, но со украинско државјанство. Не сака војни и веќе 10 години живее во Скопје. Тоше Огњанов ги има деталите. Ја не гледам еднина во тојот простор. Тоа беше одговорот што не го даде ликовната уметница Снежана Мелник за регионот Донбас во Украина, од каде што и самата потекнува. Јас себе рачунам русинка што е украински државјанин. Растела во градот Брянка, на само 100 километри од границата со Русија. Имам потекло, имам една прабаба што ми дојдена од Украина, има роднини повише што од Русија дојдени на Донбас, имам баба еврејка што порасната во дом без родители. Ама дома не разговарам на руски јазик. Ако рецитирам поезија, рецитирам ја на руски јазик. Веќе 9 години живее и твори во Скопје. За себе вели дека е пацифист и дека не верува во воени судири во 21 век. Ова ќе остане сива зона многу години. И на жал што има више деца што пораснали во таа атмосфера и што не може би мислат што така било и ќе биде секогаш. Јас живея во една прекрасна земја. Многу ми жал што така се случило. Со семејството се доселила во Скопје поради работен ангажман на незиниот сопруг. Очигледно јас имам некоја интуиција и да отидеме на време да мои деца не гледат тој конфликт. На себе рачунам како апсолутен пацифист и апсолутно против војни конфликти. Сепак, сеќавањата за регионот од каде потекнува стојат во незината меморија и во дел од сликите што ги создава. Па да, тоа е дел од држава каде работат луѓе со тешка индустрија, со тежок труд физички, што нема развина тамо култура, не работат театри или музеи. Ама има некоја главока човечка топлина кон луѓе во срце, во души. За себе вели дека е уметница што сака да ги истражува емоциите. Тоа го изразува преку портрети и акти, кои се значаен дел од незиното творештво. Ситуацијата пак, што денес се случува во регионот од каде што потекнува, ја опишува ни сликата наречена врска. Женски грб врзан со веровки, не знам на македонски, и по телото тече крв кога ти сакаш да излезеш од тоа. Ова ситуација меѓу Русија и во Украина, кога сакат нешто да разделат, не е нежно да симнат тие путови што врзуват, а иде во крв такви, како револуции и војни. На луѓето од незиниот крај им упатува една порака. Да бидат свесни луѓе. Не бидат манипулирани. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Да нема војни секако. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Иван Чономовски од студиото во Вашингтон. Ви посакувам пријатен ден.